Господин Новаковски, од позиција на поранешен председател на Државната изборна комисија, дали има време од сега па натаму да се спроведат успешни и предвремени парламентарни избори без знамка? Со оглед дека Државната изборна комисија веќе заклучно 2006 година е професионална и посебно во задните години е зголемен капацитетот, пополнети се сите колку мене ми е познато испразнети места, мислам дека може да се организираат, може успешно работата да ја заврши овој состав на Државна изборна комисија, но резултатот на тоа како ќе бидат изборите го чинат многу сегменти и посебно односот на политичките партии кои во претходните избори и за председателските покажаа дека може да се спроведат добри избори. Во однос на оценката дали те ќе бидат согласно сите европски стандарди, тука може да се каже дека ние се уште не ги имаме исполнато. Не знам во овој период во кој немаше изборни периоди, кога немаше избори, дали се средија тие работи. Јас сум за целосна професионализација, бидејќи како иде времето, мислам дека тоа ќе биде клучно. Бидејќи администрацијата треба да е професионална, таму имаме државни службеници кои се професионално, кои не смеат партиски да се активни и состав на ДИК кој мислам можеби треба да биде мојата идеја да има председател кој ќе е професионално и може да бидат членови уште пример 4 професионално, а политичките партии може да именуваат представници во работата, но да немаат право на глас. Дали е можно да има и прочистување на избирачкиот список со оглед на тоа дека ова прашање секогаш беше актуелно во изминативи изборни циклуси? Но за точноста на избирачкиот список секогаш треба тие кои се одговорни, а се Државна изборна комисија да излезат со став во каква состојба избирачкиот список, дали е редовно ажуриран. Но сепак треба да се обрати внимание на забелешките на ОПСЕ одихара околу списокот, а тоа е дека голем број на граѓани беа избришани од избирачкиот список, а не го остварија правото на глас, тоа е уште поголема потврда. Се ојде на една активност дека по секоја цена треба списокот да се намали бројката, затоа што не се одвестувала со пописот, а тоа е кога споредувате, например, портокал и јаболко, тоа е сосема различна операција. И затоа мислам дека списокот мора да се обрати сега внимание да нема човек кој не може да го оствари правото на глас. И за крај со оглед на тоа дека вие сте адвокат на еден од осомничените во случајот, реќе тој Зоран Милевски Кичец, каква разврска очекувате на случајот Рекет и дали можеме да очекуваме проширување на истрагата кон други лица во оваа афера? Ќе отпаѓаат сите спекулации дека јас и мојот клиент сме направиле некаква спогодба. Значи сега е во фаза на оценка на обвинителниот акт и поморед моите очекувања очекувам да се закаже расправа, значи истрагата е завршена. Во однос на инволвираноста на други лица, јас во овој случај кој јас сум и мојот клиент се само тројца обвинети, а знам дека има истраги во други случаи каде се инволвирани други лица. Господин Новаковски, благодарам за интервјуто за Гласот на Америка.